Почитувани, еве не на почетокот на уште еден нов ден. Во денешната емисија зборуваме малку повеќе околу кошарката, а одвојуваме минути и за волонтеризмот, спасувањето на планина, но и љубовта кон планините. Во денешниот мотиватор одвојуваме нешто повеќе време за малите кошаркари кои што ги прават првите чекори во овај доста интересен и популарен спорт. Почитувани, навистина е дека спортот и љубовта кон спортот се раѓаат уште од најмали нозе. Кошарката секако представува еден од оние спортови кои што за малите деца се особено интересни. Тоа најмногу го покажуваат дечињата кои што токму во моментов тренираат зад мене. Тие се дел од кошаркарскиот клуб Старс, а нешто повеќе околу самата школа, околу тренинзите кои што ги имаат, меѓутоа и нешто повеќе околу самиот спорт кошарката ќе ни каже тренерот Гоце Тасески. Гоце, ајде најпрво да поговориме околу самата група која што во моментов тука тренира, тоа се малите дечиња, најмалата група. Колку дечиња имате во групата и во што се состои тренингот? Значи, не затекнавте на тренинг од почетничката група, во која што тренира дечиња од 5, 6 и 7 години. Сите се тие почетници кои што првите чекори ги прават баш во оваа сала и на ваков начин. Тренираме најосновни работи за оваа возраст, предвидени оние ставови, кошаркарски движења во ставовите, водење топка во место во движење, додавање топка во место во движење, па постепено преоѓаме и на изведување на шут на кош. Шутевите ги изведуваме постепено, значи започнуваме на пониска висина, па се трудиме да стигнеме со децата да шутнат на високите кошеви. Тренираат дечината со мали топки, значи со обем петка, кои што се баш прилагодени за оваа почетна возраст. Така. Добро, не можев да не забележам дека нивниот тренинг пред се започна со загревање на нивните мали мускули. Колку е тоа битно пред се во кошарката како спорт? Не само во кошарката, значи во сите спортови и за сите оние кои се занимаваат со спорт, една од најбитните компоненти е баш загревањето. Посветуваме посебно внимание на загревањето, да ги воведиме децата во оптимален режим на работа, а исто така да им створиме навика дека секогаш кога се спортува претходно мора да се загреат, да се истегнат за мускулите така спремни да може да пристапат кон тој тренажен процес или кон тој напор кој треба да го поднесат. Сите спортови се интересни, сите спортови се корисни и здрави за децата. Зошто кошарката е здрава за нив? Занимавање со спорт е суштинско за здравјето на децата. Дали ќе е кошарка или било кој спорт, децата малце појќе ги сакаат оние спортови во кои што е застапена топка, значи колективните спортови, а кошарката е еден од тие спортови. Има голем интерес во нашиот град и во нашата држава, пошто еден од потрофејните спортови е кошарката и ме радува интересот кај децата кои што со таков ентузијазам пристапуваат на тренинзите. Добро, гледаме на сосема солидна група тука од мали дечиња. Кажете ни сепак нешто повеќе околу кошаркарскиот клуб Старс, значи колку групи брои, кои возрасти се застапени? Значи постоиме 6-7 години веќе како клуб. Тренираме по 2 пати во неделата, плюс одигруваме пријателски лига надпревари. Баш вчерашниот ден беше за одигрување на такви надпревари. Бевме гости во Кавадарци. Нашиот клуб има број околу 100 членови кои што тренираат во 4 групи. Од тие 4 групи една е женска група каде што има исклучиво само девојчина, а сите поминуваат баш од оваа почетничка група која што не затекнавте на тренинг и се започнува од тука, од најосновните работи. Кажавте самиот дека кошарката е еден од потрофејните спортови за Охрид. Имајќи увид во она што овие дечиња го тренираат тука редовно, може ли да кажеме дека Охрид представува расадник за таленти за кошарка? Таленти не само во кошарката, има во сите спортови, баш во нашиот град. Проблемот со кој се соочуваме сите како тренери и како педагози кои што работиме со децата е што од кога децата ќе завршат, например, средно училиште. После тоа заминуваат на студии во Скопје или во други градови и градот ни останува исклучиво не со сениорски конкуренции.
Така да не само во нашиот град кошарката е трофејна во цела Република Македонија сконцентрирани се подобрите клубови во Скопскиот регион. Ние како Охрид се трудиме да парираме на тие клубови и понекога се случува да успешно да парираме. Такви случаи имало полно многу во минатото и ќе се потрудиме и ќе продолжиме и во иднина да бидеме достојни противници за сите екипи кои ќе ни гостуваат или ние кога ќе одиме во гости. Меѓутоа, освен физичкиот бенефит и она што кошарката го прави за физичкиот развој на децата, кошарката е добра и за менталниот развој на децата. Колку е битно, колку е важно за децата да го развијат тој надпреварувачки дух во овие години? Па поаѓајќи од она поговорка во здраво тело, здрав дух, значи пред се мене како тренер ми е битно децата да се здрави личности. Да не се искомплексирани личности, да знаат да поднесат и пораз и да знаат да се однесуваат и кога победуваат. Тоа ми е една движечка мисла или сила за да можам да ги тренирам овие дечина. Ферплејот е многу битна работа, значи ги тренираме да знаат како да се однесуваат, да ги познаваат правилата, да го респектираат и противникот, али најповеќе да се респектираат самите себе си како спортисти. Почитувани, ова е делот во кој што ви го представувам мојот денешен гостин во студиото на ТВМ. Волонтеризам, спасување на планина, љубов кон планините и алпинизмот. Може би овие три поими некако е тешко да се спојат, меѓутоа ако е во прашање денесниот мој гостин, тоа оди и тоа како лесно. Станува збор за Антонио Додевски, секретар на Општинската организација на Црвениот крст, човек кој што исто така работи и како спасувач на планина, меѓутоа и приватно е голем љубител на планините. Антонио, најпрво добре дојде во студиото на ТВМ. Добре најдов. Три поими некако можеби изгледаат дека е тешко да им се најде некоја заедничка врска, меѓутоа успеваш некако трите да ги обединиш. Па иако навидом изгледа дека е тешко, меѓутоа сепак сите се тие тесно поврзани, односно сите тие активности се одвиваат на планина, освен функцијата секретар во Црвен крст, која што е професионално ја обавувам, значи инаку сите останати кои ги наведовте, испуштивте уште да додаете дека јас сум и водич, инструктор за водичи во планина и генерален секретар на Македонската асоциација на интернационални водичи. И тоа дополнително го комплицира целиот тој балон, меѓутоа не е ништо проблем, бидејќи сите овие активности се тесно поврзани и не можат една без друга да функционират и не може човек да биде успешен во некој од тие полиња доколку не ги познава добро или не ги практикува останатите. Така. Добро, каде беше почетокот? Со што најпрво започна да се занимаваш, па потоа верувам дека останатото природно некако по некој редослед си дојде? Почетокот беше во, мислам, нормално, нема дискусија тука, беше во неизмерната љубов кон планината уште од најрано детство и понатаму се одвиваше тој процес на долготрајна едукација и акумулирање на искуство, кое што формално започна во 2000 година со моето одење на студии во Скопје, каде што
станав член на алпинистичката школа Матка. Матка е познато барем во нашите кругови, во планинарските, во алпинистичките, како најстарото, односно може би единственото алпинистичко училиште кое што може би подолго од 40-50 години назад обучува кадри во алпинизмот. И е една, значи, е школа која е заслужена за сите алпинистички успеси на македонските алпинисти во минатото и она што денес се работи. Нормално, најголемиот број на кадри инструкторски произлегуваат од таму. Таму почна сета приказна во 2000 година и после нормално како активноста растеше, како искуството и знаењето се надоградува, така да се продолжи на вклучување. Најпрвин беше вклучувањето во Републичката единица за спасување на планина некаде 2003 година во Црвен крст на Македонија, така почна и мојата приказна во Црвен крст. Веднаш по значи вклучувањето во Републичката единица на некој начин на моја иницијатива, бидејќи ете што можеше да бидам дел од Републичка единица, а немав амбиции да останувам во Скопје, се јави таа идеја, беше овде прифатена од тогашното раководство во Црвен крст. Имавме обиди да формираме единица за спасување на планина, не многу успешни, меѓутоа имаше веќе контактите започна, така што волонтер во Црвен крст Охрид на некој начин почнав да бидам уште од 2003. Во 2004 година веќе интензивно почнавме да размислуваме и да работиме веќе со новото раководство на ова поле. Направивме доста обуки и така почна. Ајде да кажеме нешто повеќе околу алпинизмот. Обично луѓето не можат да направат некоја разлика помеѓу алпинизам, планинарење и сите тие спортови на некој начин кои што се тесно поврзани и се слични еден на друг, меѓутоа всушност не се. Постојат повеќе спортски дисциплини кои се од редот на планинарските спортови. Алпинизмот и планинарството се две различни дисциплини од редот на овие спортови. Разликите се во техничкиот приод кон решавање на проблемите на планина. Значи и планинарите, алпинистите се искачуваат на планина, целта е да се искачуваме, да уживаме и да другаруваме со планината, меѓутоа техничкиот пристап е различен. Планинарите го прават тоа со пешачење, значи нема лимити, обично луѓето мислат дека до некоја висина одат планинари па натаму алпинисти, тоа не е така. Планинарите одат до најголемите висини. Во последно време најпопуларен е дестинација Еверест, каде што туристички луѓето плаќаат и нормално со малку планинарско искуство, добра физичка подготвеност се качуваат без никаков проблем на Еверест. Значи разликата е само во техничкиот. За разлика од планинарството, каде што луѓето главно пешачат и да користат некои технички средства како јаже или крампони на нозете и така натаму, некои општи средства кои што се користат особено на високи планини, сепак не ја користат целосната она техничка опрема и не искачуваат планината од незината најтешка страна. Во планинарството најчесто како спортски предизвик е искачување на што поголема надморска височина, додека во алпинизмот обратно не е важна многу надморската височина, туку комплексната тежина на самото искачување. Се искачуваат тешки вертикали, карпи, мраз и така натаму. Така. Ти си воедно и член на алпинистичкиот клуб од Охрид. Искачувате многу врвови и во земјава, па и во странство имавте доста интересни потфати. Ете, кој беше можеби она највпечатливо кое што тебе ти остави најголем впечаток? Многу пати досега им кажано дека моето највпечатливо искачување не е воопшто комплексно, нема некоја голема комплексна оценка, меѓутоа е нешто што долго време го посакував, тоа е искачувањето на западната страна на Магаро. Тоа е можеби ќе звучи малку чудно. Сепак дома е најубаво. Не е најубаво, туку дома е најголем проблемот кога нешто со години, значи мојата мечта беше некаде можеби малку помалку од 10 години и на некој начин непотребен страв од нешто што е непознато. Најчесто стравовите доаѓаат од непознатото. Западната страна на Магаро во зимски услови со тие големи долги кулари подолги од 1000 метри делуваат многу експонирано, многу импозантно. Неколку години ги следевме, имаше таму и неколку лавини, особено во периодот помеѓу зимата и пролета. И
самиот факт дека станува збор за првенствено искачување без никакво искуство од претходни генерации, какви се условите во овој дел, делуваше комплексно и тешко и беше една неостварена мечта. Самото искачување испадна дека апсолутно не е никако комплексно тешко. Се покажа дека таа насока која ја одбравме тогаш беше едноставна, ние не користевме дури ни јаже, не се движевме во наврска, иако на некои кратки дистанции имаше и по-изразит нагиб. Во секој случај, ова беше за мене најубавото доживување, бидејќи конечно направивме нешто што долго време разговаравме, значи и меѓу себе во нашиот клуб, со луѓето, со пријателите од Скопје. Едноставно не ни беше јасно зошто никој досега, толку години имаме алпинизам во Македонија, на сите планини низ Македонија постојат алпинистички насоки, никој не дошол овде да качува и некој мораше да го направи тоа. Така да тоа ми е впечатли, инаку сме качувале скоро на сите карпи низ Македонија, во околните региони, балкански и така. Така, има и многу убави места каде што надвор од државата, каде што имате качувано, каде е така повпечатлива? Секако дека највпечатливо е на Алпиде, бидејќи алпинизмот и самиот назив и како техника потекнува токму од таму се и најпознатите светски центар на алпинизмот е Шамони, значи неисцрпно поле за работа се Алпиде, иако морам да признам дека не многу често имаме прилика да одиме таму, најчесто заради финансиски средства. Втор исто добар локалитет според мене во достапен за нас е во Бугарија, значи местноста Маљовица на Рила планина, каде што исто така има доста добар потенцијал за сериозни алпинистички искачувања, а е достапно, е блиску и не барат многу средства. Инаку во Македонија имам исто многу фантастични региони. Не знам колку е познато за јавноста, Солунска глава, значи може слободно низината југоисточна страна да им парира на високите Алпи. Таму имаме вертикала од 800 метри. Ретко кои македонски алпинисти ја имаат качувано, а уште поретко странски, што за мене е малку несватливо. Ни фали промоција, бидејќи сметам дека Солунска глава со нејзиниот потенцијал може да биде едно буквално место кое што ќе го посакуваат многу звучни имиња во алпинизмот. За да се освојат сите овие врвови, што се ви е потребно од опрема, од она што треба да се поседува како задолжителна опрема за да може безбедно да се искачи некој? Во алпинизмот е многу тешко да се каже, бидејќи за разлика од другите спортови каде што точно е строго дефинирана опремата, имате потреба од дрес, патики, топка и така натаму, сега да не набројуваме во кои спортови да не пак и некои се навредат, во алпинизмот не е строго дефинирано. И бидејќи знаете алпинизмот не е само спорт. Алпинизмот во себе има многу повеќе како дефиниции по книгите може да се сретне дека алпинизмот е многу повеќе филозофија, односно начин на живење. Како спорт, алпинистите го практикуваат алпинизмот извесен период. Значи, кога нивната форма е најголема, кога имаат најголем број денови или најголем број сати трошат на оваа активност, и тогаш тие на некој начин се занимаваат со спорт и постигнуваат спортски успех, односно ги поместуваат собствените и границите на спортот. Меѓутоа, како начин на живење, алпинистите го живеат секој ден. Токму затоа, понатаму, веројатно во разговоров, ќе се доближиме малку до оние применети форми на алпинизмот, како што е спасувањето, како што се некои други техники, воено-полициски. Значи, алпинизмот има многу широка применета улога во живењето, а алпинистот не може да живее поинаку освен како алпинист. И справувајќи се со секојдневните обврски, ние размислуваме како алпинисти и така и ги решаваме секојдневните проблеми. Така, добро. Овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото. Избегавме од поентата малку, но добро. Топ Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Биоактив 5 кг, 285 денари. Бонукс 8 кг, 609 денари. Бонукс 10 кг, 679 денари. Орнел 2 литри Flower Dream или Blue Fantasy 153 денари.
Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Прекомерната телесна тежина може да биде причинител за срцеви заболувања, мозочен удар, висок притисок, дијабет, малигни заболувања, остеоартрит, инфертилитет. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот. Дисконт Рај, комплетен асортиман на сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци, чаеви Франк, вина Бовин, генерален дистрибутер на стоби вина Red Bull и Нескафе, ваш пријател со најдобри цени за вашите веселби и угостителски објекти. Доел Бебунар има овластување и врши обука за практично способување за ракување со оружје, и тоа пиштол, ловна пушка и малокалибарно оружје. Обуките се одржуваат во просториите на стрелиштето Бебунар Охрид. Телефони за контакт 075 247 726 и 075 261 760. Почитувани, еве повторно назад во студиото на ТВМ. Само за подсетување, мој денешен гостин е Антонио Додевски, секретар на Црвениот крст од Охрид, меѓутоа и волонтер, љубител на планината, спасувач на планина, па и туристички водич на планина. Антонио, да продолжиме од каде што застанавме. Да, јас малку останавме должни, значи во претходниот дел, прашањето беше околу опремата. Така, сега јас спомнав дека алпинизмот не е само спорт и затоа нема строго дефинирана. Ако земеме да редиме што све од опрема се користи, е толку многу што едноставно ќе е збунувачки и ќе делува одбојно кај сите луѓе кои барем малку посакале да почнат да се дружат и да се занимаваат со алпинизам. Меѓутоа, што е основната суштина во алпинизмот, токму онаа страна која што малку повеќе влече кон начинот на живење. Во алпинизмот постои едно непишано правило дека алпинистите секогаш се трудат да постигнат врв во на некој начин аскетскиот пристап кон планината, односно да искачуваат тешки вертикали, да искачуваат комплексни оцени на планините со што е можно помалку техничка опрема. Значи, тоа е и може да замислиме, иако звучи малку лудо, дека најдобрите алпинисти, меѓутоа тоа е факт денеска, можат сите да проверат на интернет, дека најдобрите алпинисти, најзвучните светски имиња, качуваат соло на планина, дури и да не користат некоја многу специфична техничка опрема, дури ја редуцираат и не ја користат ни она опрема која е за лична безбедност, односно за осигурување. Така што опремата во алпинизмот е многу релативна работа, многу поважно е начинот на размислување и техниката на совладување на одредените проблеми. Тоа се стекнува со искуство и со многу тренинг нормално. Веројатно и тој недостаток, намерен недостаток на опрема и го зголемува предизвикот. На некој начин да, меѓутоа не е, многу луѓе мислат дека дека алпинизмот е екстремна работа и дека е многу опасно. Јас би рекол дека алпинизмот е опасен колку и се друго што правиме во животот, како да возиме автомобил, како да играме кошарка, фудбал, значи никаква разлика нема. Несреќи се случуваат секаде, значи во алпинизмот не се исклучени несреќите. Тоа што се одвива во тешки сурови услови на вертикали малку само делува дека е така по неприродно за човековото однесување, меѓутоа апсолутно не е небезбеден, а стремежот да се достигне врвот без употреба, она што рековме, значи со што помалку употреба на опрема е нормално она што е и
основен мотив на алпинисти да се занимаваат, а тоа е надпреварот со самите себе. Ние во алпинизмот немаме надпревар помеѓу луѓето. На прв поглед изгледа дека постои надпревар помеѓу човекот и планината, што е апсурд и невозможно. Значи планините се едни универзални мудрости кои постојат со илјадници години, имаат акумулирано огромна енергија и сила која што не може никој жив да ја покори, така што останува само борбата со самиот себе, односно со внатрешноста, со личноста и со она што значи со стремеш да се биде подобар од вчера. Така. Рече алпинизмот не е толку опасен како што на прв поглед изгледа, но не само што е тоа така, алпинизмот знае и да спасува животи. Тука е онај момент кој што го споменавме на почетокот на емисијата, дека покрај тоа што приватно си се занимаваш со алпинизам, работиш исто така, си ангажиран и како спасувач на планина, во што верувам алпинизмот во голема мера ти помага. Па да, спасувањето на планина е исто така една посебна дисциплина, доста комплексна активност, меѓутоа во секаде во светот општо е прифатено дека 80% од врвните спасителни техники се потпираат токму на алпинистичките основни техники за делување и движење и обезбедување во планина. Оние другите 20% се специјализирани техники кои се користат само за спасување. Меѓутоа тоа се повеќе некои прилачни средства за спасување, наменети само за спасување, кои што немаат некоја примена во алпинизмот. Се друго се потпира. Значи, физичката подготвеност, можноста и способноста да се искачуваат тешко достапни предели, да при тоа сето тоа се изведуваат безбедно за личната, значи здравје и безбедност, и на крајот да му се помогне на некој друг кој што има односно сам не може да си поможе во дадена ситуација. Така што реалноста во спасувањето е таа, спасувањето е 80% алпинизам и 20% добра организираност на луѓето кои учествуваат во спасителни акции. Така, а во Црвениот крст имавте богами можност во изминативе години во повеќе наврати така да интервенирате на планина, да спасувате животи. Јас сум среќен што веќе може би 10 години интензивно работиме на развој на единицата за спасување со целосен назив на единица за спасување на планини и непристапни терени. Не можам да кажам дека сум среќен за тоа што сме имали интервенции за спасување, бидејќи тие се несреќни случаи, многу луѓе настрадале. Меѓутоа, добро е што имаме можност да се пофалиме дека барем во нашиот регион како така имаме некоја екипа која може да им помогне на луѓето без разлика од кои причини се движат на планина. Точно, сме имале доста интервенции на планина, многу поголем број на тренинг, вежби да ги наречеме за координација, за да ги надополниме оние 20% кои во алпинизмот ни фалат. Ние како алпинисти мораме да изведуваме вежби кои ќе имаат примарно својство на спасителни акции, за да можеме да сме координирани во вакви услови. Така. Добро, со условите кои што ги имате како ваква единица, како успевате да стигнете до оние на кои што им е потребно тоа во даден момент? Нашите планини знаат да бидат и доста сурови. Како успеваме да стигнеме? Тоа е и многу интересно прашање. Значи, успеваме да стигнеме нормално со помош на познавањето и повторно се враќаме на истото, значи со познавањето на алпинистичките техники и со нормално искуството кое што го имаме на планина. На тој начин, она што е најбитно во спасителните акции, ние имаме предноста пред сите други да направиме, би рекол, многу попрецизна и поточна проценка до каде ние може да делуваме. И верувајте дека сите досега реални ситуации на спасување кои сме ги имале, најтешката работа е да направиме проценка до каде и дали ние сме значи спремни, подготвени да изведеме таа акција или не. Тоа е најтешкиот дел од работата. И
тука многу помага алпинизмот, особено искуството во алпинизмот. И затоа секаде и стигнуваме. Ако сметате од друга страна, ако ви е прашањето технички со која опрема располагаме, морам да кажам дека располагаме со многу малку опрема. Ова сме го кажале многу пати досега. Многу пати сме апелирале дека во спасувањето не може да размислуваме само ние како хуманитарна организација, мора да размислува целата заедница, бидејќи спасувањето може да му биде на планина потребно на било кој оди, од било какви причини. Луѓето не одат на планина, некои мислат дека одат само од спортски, рекреативни или туристички причини на планина. Многу луѓе одат на планина затоа што мораат, затоа што тоа им е единствен начин на екзистенција. Многу стопанства се одвиваат или работни активности на луѓето на планина, сточарство, шумарство и така натаму. Значи, не знаеме кој во која ситуација ќе има потреба од спасување на планина, а нормално дека секој човечки живот е бесценет и дека се што може да се направи е добро да некој го направи. Кои грешки најмногу ги прават луѓето кога одат на планина, без разлика дали тоа го прават, како што кажа и сами, од потреба за екзистенција или пак тоа го прават од рекреативни некои поводи? Значи, ние кога работиме обука со нови алпинисти и планинари, сеедно, ова поле го дискутираме, значи ова прашање како дел од обуката за опасности на планина. И основната поделба на опасностите е на објективни и субјективни. И најголемиот терет паѓа на субјективните опасности, односно опасностите кои се предизвикани од самите нас кога одиме на планина. Најголемата грешка е што ја прават луѓето е нивното незнаење. На планина најголемиот непријател на човек е неговото незнаење во секоја смисла. Значи, непознавањето на опремата, непознавањето на техниките за движење, непознавањето на географијата, непознавањето на ориентацијата, непознавањето на метеорологијата. Значи, сите овие компоненти влегуваат под еден збор незнаењето на човекот и тој е најголемиот непријател на планина. Доколку луѓето не поседуваат одредено знаење, не треба сами да се впуштаат во авантури. Тоа е мој апел. Постојат многу планинарски клубови, постојат формални и неформални начини на едукација, меѓутоа најнапред луѓето кои имаат желба да се движат на планина, добро е да барем малку од малку посветат внимание на обуката. Така. Волонтеризмот во Црвениот крст е прва од карактеристиките кои што се препознатливи за ова организација. Не само спасување на планина, правите спасување и на вода и безброј други активности од обуки за укажување прва помош. Во изминативе години ти барем имаше можност да учествуваш во најголемиот дел, ако не и во сите тие обуки и активности на Црвениот. Значи, јас можеби нескромно ќе звучи, меѓутоа најодговорно тврдам дека Црвен крст Охрид е општинска организација од Националното друштво на Црвен крст на Македонија со најголем број на волонтери кои во вистинска смисла на зборот волонтерски го вложуваат својот труд. Дури јас би кажал дека и вработените кај нас во Црвен крст Охрид се во голема мера волонтери, бидејќи голем дел од своето време дополнително го посветуваат повторно во секој во некој поле во кое што нормално му е интересно и има интерес да волонтира, така да волонтерството е основен двигател и мотив. И во суштина Црвен крст така и со таа идеја е настанал во светски размери, со таа идеја се развива во светски размери, меѓутоа јас овде во Охрид го идентификувам како еден од најдобрите, познавајќи нормално какви се околностите и во останатите општински организации. Така, со оглед на тоа дека си подолго време во Црвениот крст од Охрид, ете еден твој увид, дали мислиш дека со сите оние активности кои што ги практикувате, успевате барем малку да смените нешто во општеството, во начинот на кој што размислуваат луѓето, можеби уште повеќе да ви се приклучат и да дадат дел од себе без при тоа да очекуваат нешто за возврат луѓето? Па мислам дека ако не сме делувале на тоа поле, не би имале толку волонтери. Ние имаме повеќе од 1200 волонтери, кои што на различен начин и со
различно времетраење го вложуваат својот труд во нашите активности. Самото тоа е факт дека нашата работа, токму ова пожртвуваност ги мотивира луѓето да дојдат и тие да дадат дел од себе, секој во своето поле. Знаете, ако секој го прави она што најдобро го знае, тогаш ќе има заедницата напредок. Така. Планините, освен тоа што мора да ги почитуваме и да ги имаме оние познавања кои што се потребни за да безбедно да можеме да уживаме во нивните убавини, нудат и една сериозна можност за развој на туризмот, а всушност можеме да се пофалиме дека за среќа имаме и обучени туристички водичи кои што можат да ги пренесат тие убавини на некој начин на туристите кои што ја љубат оваа форма на туризам. Точно. За планинскиот туризам е една од најбрзо растечките гранки во или дејности во туристичкиот промет. Дури во оние години на светска економска криза беше единствена дејност воопшто во стопанството која што бележеше секоја година значителен пораст во прометот. По се, значи, според Светската туристичка организација информации, Македонската асоциација на интернационални водичи постои веќе долго време, официјално регистрирано од 2009, меѓутоа и претходно во рамки на Федерацијата на планинарски спортови ние 5-6 години претходно постоевме како составен дел од федерацијата. Меѓутоа меѓународната унија има одредени правила на делување, таа е унија на професионалци кои работат во делот на планинскиот туризам и заработуваат од тоа живеат. Нивната препорака беше дека доколку сакаме да го исполниме во цело стандардот International Mountain Leader, дека треба да формираме струково здружение кое нема да се занимава со прашањата на спорт и планинарство и алпинизам како спорт, меѓутоа ќе се занимаваат стрикно со проблематиката на обука и квалитетно изведување на работата водич во планина. Од 2009 година е официјално формирана Македонската асоциација, е член на меѓународната унија, носители сме на стандардот International Mountain Leader и лиценците кои ние ги издаваме нормално можат да важат секаде во Европа, односно поново секаде во земјите кои се членки, бидејќи и Перу, Чиле, Аргентина станаа веќе членки на УИМЛА, така што ова семејство на водичи се повеќе и повеќе зема светски размери. Така, како вие како туристички водичи гледате на она што го нудат планините во Македонија во смисла на нивниот туристички потенцијал, а каков пак фидбек добивате од туристите кои што ги водите на турите? И ова е интересно прашање. Многу често експлотирана е тезата дека ние имаме многу убави планини, дека условите за развој на планински туризам во Македонија се безпрекорни и фантастични, и тоа е се точно. Дури нашите колеги експерти од Франција, неколку наврати кога беа овде, истото го може да го забележат и ние мислевме дека малку така сака да покажат на наклонетот, односно не сака да не разочараат со нивниот став. И искрено ги прашавме дали ова што го тврдите дека македонските планини се навистина толку убави, за вас вистина го мислите или едноставно не сакате да не повредите? Не викат на вистина. Како е можно, ги прашавме кога ги имате Алпите кај вас. Рекоа токму тоа што ги имаме Алпите е причина зашто толку се воодушевуваме на вашите планини. Алпите е познато се многу популарни, меѓутоа се високи планини од групата на млади верижни планини кои имаат оштри врвови, карпести вертикали и се достапни за многу мала категорија на луѓе кои се занимаваат со алпинизам или некои од другите спортови кои се екстремни, а тоа е многу помала популација. Во туризмот, бидејќи станува збор за стопанска гранка, имате пазар, значи пазарот се мери според бројот на популацијата, една од мерните единици, да речеме. Значи, и таргет групата е многу битна за тоа колку промет ќе остварите. Во Алпи вие тешко може да остварите промет со она најголема, најширока група на рекреативци
туристи кои сакаат да прошетаат и да уживаат во убава природа, да имаат убав поглед, затоа што на Алпите да се качите на 3.500 метри, пред вас само на неколку стотини метри се испречува некој друг вертикален зид кој што е повисок од 4000 метри и вашиот поглед завршува тука. На нашиве планини на само 1700-1800 метри се отвараат огромни хоризонти на убав поглед и едноставно се попривлечни. Другиот аргумент нивни беше дека нашите планини се достапни 12 месеци во годината, за разлика од Алпи каде туристичката сезона трае многу кратко во годината поради лошите временски услови кои таму владеат. И значи тука го заокружувам ова дека нашите планини навистина се убави. Меѓутоа прашање кое се наметнува е имаме убави планини, дури и французите ни завидуваат, зошто немаме развиен планински туризам или немаме голема посетеност. Туризмот не го сочинуваат, значи туризмот е гранка која на пазарот треба да излезе со еден конкретен целосен туристички производ. Ние во оваа сфера многу слабо стоиме, мора да констатираме, бидејќи самите планини како ресурс и кадарот од аспект на водичи во планина не се доволни за да креираат туристички производ. Туристичкиот производ го креираат и угостителите, хотелиерите, превозниците. Многу клучен фактор се туристичките агенции кои што треба да го запаковаат, да го креираат овој производ и да излезат на пазарот да го продадат и да донесат туристи. Значи, ние во Македонија, јас мислам дека не е само проблем во планинскиот туризам, туку воопшто во туристичкиот промет имаме стоиме многу лошо токму заради недефинираноста и неповрзаноста соодветно на сите овие чинители во туризмот кои што не би сакал да калкулирам сега од кои причини е така, меѓутоа сепак нешто многу ни фали за да можеме да го креираме и да го запакуваме. Многу често ние го кажуваме примерот. Ние сакаме да продаваме производ и даваме аналогија како на пример едно колаче. Колачето е знаете во маркет кога купите колаче, над колачето е составено многу компоненти, запаковано во фино пакување, има одредена цена. Сега ако внатре тоа е составено од шеќер, брашно, јајца, мед и не знам што све друго, замислете некој да ви ги даде сите тие компоненти засебно и да ви кажете еве ви давам многу убаво колаче од некој бренд. Значи да, сите тие компоненти се составни, меѓутоа колачето од брендот X го немаме. Значи ние имаме само составни компоненти кои што ако и не ги измешаме по соодветен редослед никогаш нема да го добиеме колачето од некој бренд. Значи ние го немаме финалниот производ. Мислам и во сите други сфери од туризмот, а особено во планинскиот туризам многу треба да се работи, бидејќи многу малку познавање има кај оние веќе етаблирани туристички работници за специфичностите на планинскиот туризам. Значи туристите кои доаѓаат да конзумираат ваков вид туризам имаат специфични потреби кои што не им се познати за жал на нашиве туристички работници. Тука повторно ќе речем, мислам туристички работници во секоја сфера, од превозници до хотелиери, угостители, а најмногу мислам на туристичките агенции кои што сето ова треба да го запакуваат и да го продадат на пазарот. Така. Добро. Со оваа целина, Антонио, го заокружуваме твоето денешно гостување. Мене ми останува само да ти се заблагодарам за твоето гостување. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Всушност, сите овие работи кои што ги правиш, веројатно даваат можност тоа и многу наскоро да се случи. Мене ми причинуваат задоволство и гостувањето во вашава емисија. Тоа се надевам дека ќе имаме уште простор и можност да работиме. Секогаш може да се направи повеќе, така да ние не застануваме, па се движиме напред. Така, секако. Се гледаме, верувам, некое наредно издание. Почитувани, трпението знае убаво да се исплати, особено ако сте љубители на оние пејзажи до кои за да стигнете едноставно мора добро да се намачите. Природно тркизно богатство скриено во џунглата.
Светските патници знаат дека дел од најубавите места во светот се тешко пристапни, но сите се согласуваат дека секој напор вреди за глетката која остава без див. Таков е и случајот со оваа помалку позната туристичка атракција. Имено скриен длабоко во џунглата на Гватемала се наоѓа тиркизниот рај исполнет со природни базени, пештери и помали водопади. Станува збор за Семук Чемпи, местото до кое што не е едноставно да се пристигне, но вложениот труд и тоа како вреди. Овој споменик на природата, сепак, најупорните кои ќе успеат да пристигнат до него, ги наградува со уживањето во фантастичните тиркизни базени, големата мрежа од пештери и големиот број на подземни слапови. Посетителите кои што ќе одлучат да ангажираат и туристички водич, што им се препорачува на сите туристи, најпрво се загреваат со скокање во реката со помош на специјално јаже, а потоа добиваат свеќа и поголем дел од денот можат да уживаат лутајки низ пештерите. Откако конечно ќе излезат на површината, посетителите ги очекува долгата прошетка низ патејките во џунглата и прекрасната шума, се додека не пристигнат до крајната активност, релаксирачкото бањање во тиркизните природни базени. Почитувани, овде некаде е крајот на содржините кои што ви ги подготвивме за денешното издание на Нов ден. Но останете на програмата на ТВМ, а веќе со нови содржини се гледаме наредниот вторник. До гледање.